Разговараме со дел од тимот кој што направи последната трансплантација на коска, најсложената досега. Ги пречекуваме од Универзитетската клиника за ортопедија, професорот Милан Самарџиски, доктор Теодора Тодорова и специјалист доктор Бојан Будик. Пред се благодарам што утрово издвоивте време и што ќе бидете дел од нашата емисија за да споделиме вака позитивни информации кои што ни доаѓаат од дома. Благодарам за поканата. Професор, ќе започнеме со вас, затоа што ова е една од најсложените трансплантации кои што сте ги имале досега. Пошто е специфична и што ја прави најсложена, па понатака ќе продолжиме и во... Повеќе фактори се во прашање. Се работи за онколошки пациент кој што по втор пат се враќа туморот кој што претходно бил лекуван на ногата, со тоа што идејата беше да се спаси, да се зачува екстремитетот и да се направи едно најсложените, најголемите ресекции, практично на цел сегмент од бутова коска, се зачува ногата. Втората специфика е дека тоа е многу сложен процес во кој што после ресекцијата мора да дојде реконструкција на дефектот, кој што се одвиваше и се одвива во два чекори. Првиот дел беше работен на клиника за ортопедски болести во Скопје, а другиот дел се завршен во клиника пластична хирургија во Скопје. Имаме можност, ќе најавам уште веднаш, да погледнеме и вклучување од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Ни спомнавте, професоре, во однос на состојбата на пациентот и она што всушност ја комплицирала на некој начин трансплантацијата, па колка временски период се правеа сите тие испитувања и проценки дали ќе може да се направи оваа интервенција? Прво за состојбата на пациентот е многу битно дека имаме еден многу голем борец, вистински јунак, храбар човек кој што со нас соработуваше и беше секојаш позитивен во неговото лекување. После првата ресекција на туморот кој што беше пропуштен, знаевме дека е можно да се врати туморот. После таа прва ресекција имавме втора голема ресекција во која што бевме, да ни викаме маргинални, во граници на туморот, надвор од туморот, меѓутоа многу близко од него. Имаше ризик да се врати и во двата случаи немаше реакција од хемотерапијата. Меѓутоа, специфичност на пациентот дека тој беше во добра општа состојба и дека туморот, односно болеста, стадиумот на болеста беше локализиран само на тоа место. Со сите наши испитувања докажав дека на друго место не постои метастазирање на туморот и можеме да направиме ресекција и да направиме останување на туморот со ризик да не успее и да го спасиме екстремитетот. Секојаш постои определен ризик да тоа не успее и пациент беше спремен дори на таа опција. И среќа на целата ова состојба е дека локализиран тумор имаше овој пат зафаќен дел во коската. Спецификата на оваа операција беше дека имавме посебна радикална ресекција, викаме останување туморот, цел компартман, огромен дел од бутната коска, буквално остануваат само задните елементи на екстремитетот и реконструкција продолжа после во неколку. Инаку самата операција, нашиот дел траеше некаде околу нешто помалку од 6 часа. 6 часа, навистина е долг период, па ме интересира со какви се предизвици се соочувавте во текот на операцијата и покрај претходните подготовки, нели? Препуштам малци на младите да кажат. Значи, имавме многу предизвици, меѓутоа нека коментирате колегите. Секако, Теодора, да, верувам дека прашањето ќе се однесува на сите за личната сатисфакција после ваква успешна трансплантација, меѓутоа, ајде, затоа што професорот ни откри 6 часа, тоа е навистина многу долг период, барем вака од страна така изгледа. Со какви предизвици се соочувавте во текот на тие 6 часа? Па најпрво предизвикот најголем беше во добро детално планирање на оперативната интервенција и обезбедување на сите неопходни материјали за извршување на истата. Овде би ги споменала главната сестра на инструментарките Сузана Пејчиновик, тогашниот раководител професорот Вилијан Белковски, директорката на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, доктор Јасмина Ѓоргиевска, кои што за време на оперативната интервенција цело време беа покрај нас и се потрудија максимално да ги обезбедат сите неопходни ресурси и воедно се она што се изнуди како потребно за време на оперативната интервенција. Оно што после долго време го направивме повторно е за време на оперативната интервенција да земеме парче од ткиво за патохистолошка анализа, што интраоперативно
ќе ни каже дали сме во здрави хируршки граници, односно беше направена така популарно наречена екстемпоре биопсија со тимот предводен од професорката Славица Костадинова Куновска од Институтот за патологија, кој што воедно и референтна патологија во нашата држава за овој тип на проблематика, и доктор Тамара Ангеловска. Така да предизвик беше да се дојде до тие негативни хируршки граници, од кои што зависеше и понатамошниот тек на оперативната интервенција. Понатаму прилагодување на димензиите на графтот, да помине се гладко, без никакви интраоперативни компликации, и воглавно тоа беа главните предизвици со кои што се соочувавме за време на оперативната интервенција. Да, споменавте многу од тимот. Да, професоре, доколку имате нешто слободно дополнете. Мора да кажем дека работевме со, ние викаме спинална анестезија, која што тимот на професор Нанчева, Јасмина Нанчева и незините колеги специализантите и екипата успеа да го одржат пациентот практично во локална анестезија скоро 6 часа. Тоа е едно од ретките. Сум навистина успех е тоа. Следното прашање, секако после ова се намитнува како функционираше тимот, затоа што навистина бројни предизвици, меѓутоа и многу луѓе кои што во исто време треба сплотено да работат и да се следат еден со друг. Па, Ева Теодора, во однос на тимот, колку е важно за успешноста на било кој зафат, особено од ваква специфичност, секој да знае точно што прави во секој момент и да се следите едни со други. Па вака, клиниката за ортопедски болести како таква има едно долготрajна, долгогодишна традиција на тимска работа, почит кон нашите учители. Тоа е нешто што е почнато многу одамна со професорот Серафимов и основачот на нашето оделение за ортопедска онкологија. Тоа е професорот Ѓорги Зафировски, а моментално пренесена една традиција на професорот Милан Самарџиски, кој што е наш моментален раководител на оделението. Она што ја прави оваа наша патологија посебна е мултидисциплинарниот пристап во лекувањето. Тоа значи дека еден доктор не одлучува за третманот на пациентот, туку тоа е тим составен од специјалисти од областа на ортопедијата, радиологијата, специјалистите по нуклеарна медицина, онкологија, радиотерапија, градна хирургија и васкуларна, зависно од дијагнозата на пациентот, соодветно се повикуваат и специјалисти од други области. Конкретно во оваа интервенција, навистина импозантна бројката која што учествува во спремањето и одвивањето на истата, иако воглавно секогаш хирурзите се тие што се најчесто спомнувани. Во однос на предоперативната радиодиагностика и одредувањето на стадиумот на болеста кај пациентот задолжени беа доктор Елизабета Стефановска и доктор Наташа Хаджи Николова. Нашиот онколог, доктор Владимир Ристовски, кој што се грижеше за онколошкиот третман на пациентот и негова подготовка, тој да биде спремен за извршување на оперативната интервенција. Тимот хирурзи веќе го знаете. Понатаму инструментарките, како што спомнав, сестра Сузана Пејчиновик, Татјана Дукадиновски и Ерзен Муртезани, болничарите Дардан Синани и рентген техничарката Силвана Станковска. Секако професорот веќе спомна, ништо без нашите анестезиолози, професорката Јасминка Нанчева и сестра Јована Илиева. Тимот на патолози веќе го спомнав. Понатаму болничкиот координатор на клиниката за ортопедски болести доктор Милена Богоевска-Доксевска и нашата професорка Белјана Кузмановска, која што е национален координатор за трансплантација, чиј што ентузијазам, желба и енергија не водеа низ текот на целиот процес. Ова е наистина голема подготовка, меѓутоа претпоставувам дека многу е важно и што по трансплантацијата, особено кај пациентот и неговото заздравување и рехабилитација, па доктор Бојан ќе ни откриете во каква состојба во моментов пациентот и за целиот процес тој после трансплантацијата, колку е потребна вашата поддршка. Секако, исто така јас би сакал да споменам, Теодора заборави, ние учествувавме и во процесот на експлантација, што е многу важно и битно за да дојдеме до се ова, и една голема благодарност до донорот и до неговото семејство што ни овозможија исто така да дојдеме до тоа коскено ткиво, за да извршиме оваа трансплантација и да спасиме еден друг нов човеков живот. Пациентот е добро, треба да бидеме многу внимателни, не е завршена работата само со оперативниот дел, туку и постоперативниот дел, негата и рехабилитацијата се многу важни и битни.
во тој дел ние ќе имаме исто така мултидисциплинарен пристап. Самата рехабилитација е долготрајна, не е сложена, не е едноставна. Тим од повеќе доктори и медицински персонал се вклучени во истата. Самата физикална рехабилитација, нега и физиотерапија се ќе бидат долготрајни, пациентот треба да е внимателен, исто така ќе имат редовни контроли на нашата клиника, затоа што секогаш постои шанса да се појави рецидив. Самото коскено ткиво треба да го следиме во делот како ќе се продолжи сета таа рехабилитација. Многу е битно и самото делот со самите онколози ќе бидат вклучени тука и со физикалната терапија. Он треба да е многу внимателен, бидејќи таму освен што е трансплантирано коскено ткиво, е направена и фиксација со остеосинтетски материјал и самото механичко оптеретување и рехабилитација ќе бидат долги и сложени, ќе траат многу подолг период. Со овој голем зафат, навистина се докажува капацитетот на македонските хируршки тимови, но постои големо но кога работите не зависат само од вас. Професор Ева, како најискусен, што е она што може би треба да се промени со цел да имаме што е можно поуспешни приказни како ова? Многу прашање, а одговорот е многу сложен. И јас ќе се обидам да дадам само едноставно. Здравството е производ на општеството. Кога ќе имаме здраво општество, ќе имаме уште подобро здравство. Многу проблеми има и мислам дека не може ни да почнеме да разговараме со работещо тука, затоа што се во цело склопот на еден комплициран општествен систем. Така да ние даваме се од себе и имаме можност да помагаат од страна нашите, како да кажам, тимови, меѓутоа многу повеќе од здравството, политиката и финансиите. Таму нема да влегуваме денеска. Да. Теодора, се наметнува и следното прашање во однос на трансплантациите од јавната свест па се до тимовите во здравството, дали се издвојуваме или пак заостануваме во регионот? Би кажала дека, значи, според последните пребарувања, нормално и не можеме да споредуваме, нели, се зависи од големината на популацијата и населението во една држава, така што овој тип на реконструкција со коскени графтови, поготово кадаверични, е доста популарна метода на лекување на пациентите. Во онколошката патологија бројот на пациенти е помал, но што со сигурност можам да кажам дека за сега одиме во рамки со светските центри, а во нашиот регион се наоѓаме на второ место, веднаш после Хрватска, која што е земја водечка во овој регион по овој тип на оперативни интервенции. Да. Верувам дека сите ќе сакате да кажете по некој збор, меѓутоа Бојан ќе започнеме со вас во однос на личната сатисфакција и задоволството и покрај сите предизвици кои што професорот Самарџиевски можеби не ни ги сподели, меѓутоа ги имате, факт е дека ги имате после вака добро завршена работа, колку расте кај вас мотивацијата за да помогнете на што е можно поголем број пациенти? Искрено тоа со зборови не може да се опише и многу е важно во тој дел, бидејќи не е ова индивидуална работа и немавме ние тука сите индивидуален пристап кон пациентот и кон самата операција и рехабилитација. Ова е тимска работа и самата тимска работа носи поголема лична сатисфакција за понатамошна работа и да се за нови предизвици, исто така гордост. Да, каков пример всушност со ова давате и на сите идни доктори, без разлика во која сфера, со вакви позитивни промени кои што ги правите, веројатно мотивирате и други кои што се некаде на дилема и каде да го продолжат својот пат во медицината. Секако, има и млади доктори кои што исто така беа вклучени во самата операција и во самата припрема на пациентот. Ортопедската хирургија во нашата држава е на високо ниво, така да тука е професорот Милан Самарџиевски, секој кој што од помладите ова е сложена работа, не е едноставна работа. Може да му се обрати на професорот. Да, професора, желни ли се младите за поголемо знаење и за да ве прашуваат сигурно што ги интересира?
Јас како веќе искусен нели во оваа област и професор со години, само можам да кажам дека сум особено горд дека имам луѓе што мислам дека веќе ме надминуваат. И тоа е вистинското задоволство. Поготово рековте какво чувство кога влезе на комплицирана ваква операција. На времето кога бев помлад, сите некакви дилеми што ги имав, доаѓа како ќе се реконструира, како ќе се затвори така. Да ви кажам сега со големо задоволство можам да кажам дека влегувањето на операцијата е трема и предизвик, меѓутоа не е никаков сомнеш дека нема да се успее, пошто за мене и до мене стојат спремни тимови на млади луѓе кои што се сосема на своето место и, како да кажам, рамо до рамо трчаат и со светските центри во таа работа и буквално знам дека операцијата ќе си тече поред плановите што сме направили и дека ќе биде решението на задоволство на пациентот и на нас. Поготово, тук уште еден колега не спомнавме. Кога имаме, меѓу другото, и васкуларна екипа, кардиоваскуларен хирург, кој што ни стои на стендбај, ако нешто имаме компликации, кои што на времето многу често имавме проблеми да ги решиме, тука ни е доктор Граматниковски, Никола Граматниковски, кој што секој се наоѓа спремен да ни помогне во областа. Така да, ова е мултидисциплинарна, тимска работа од многу луѓе и многу комплексен. Сето ова е одлично да се слушне и да се принесе до јавноста. Ви благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека ќе се гледаме и во следна прилика со вака позитивни информации и податоци за нашето здравство. Било задоволство. Благодарам.